Почитувани представници на медиумите, почитувани работници. Добар ден на сите, освен на газдите и на следачите. Сигурно се прашувате зошто сме тука 21 човек на оваа локација и 21 човек подолу на раскрсницата. 21 човек сме затоа што не следат, затоа што ги заокружуваат луѓето и затоа што им се закануваат на луѓето да не дојдат на протестите. Одлучивме дека и во вторник владата на две места по 21 човек ќе ја блокираат, или математички прецизно кажано по познатата математичка формула x плюс y еднакво на z. Тука сме кај газдите, кај истите оние кои ги избркаа цели наши семејства во странство. Кај газдите кои одбиваат да зголемат минималната плата и кои одбиваат да ги зголемат останатите плати само затоа што законот не се променил. Кај газдите кои се слепи послушници на владата, а владата веќе кажа дека си се договарала со своите вработени, па ги остави газдите да бидат виновни за идниот генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор. Газдите мора да сватат дека имаат пријатели само во работниците, но може да имаат и непријатели. Владата не им е пријател затоа што ги казнува, институциите ги даночат, им праќаат контроли и како што им кажуваат, тие се договараат со своите вработени, а ги оставаат газдите да се договорат сами со своите вработени. Но што е проблем? Проблем е тоа што истите газди, кои се наоѓаат тука позади нас, не дозволуваат синдикално организирање во најголемиот дел на приватниот сектор. Забрануваат организирање на синдикати. Но ќе упатам порака и до работниците. Само 1 на 10 ваши колеги се бори за вашите плати. Можете да замислите што ќе беше ако се боревме 8 од 10 вработени. Можете да замислите што ќе беше ако од 540.000 работници само 100.000 работници излезевте на улица и дали денеска ќе требаше да продолжуваме со блокадите, дали ќе треба да организираме уште еден голем работнички протест и дали ќе треба да организираме генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор. И покрај сите притисоци кои се обидуваат да не ги направат, нема да се откажеме. Намерата со по 21 човек на улица е само почитување на законот за јавните собери. Да немаше ограничување од најмалку 20 луѓе на улица, денеска ќе стоев тука сам, за да не снимаат, за да не сликаат ниту еден работник. Денеска сум информиран, иако не ја гледав изјавата, дека било кажано дека сега сум господин, дека било кажано дека сега веќе не сум бил политички определен, но дека било кажано уште пострашно. Дека сега ќе ги заокружувале луѓето кои доаѓаат на протестите и кои бараат корка леп. Дека сега ќе ги објавувале како што го објавуваа моето семејство. Никој на никого не му должи ништо во оваа држава и никој на никого не смее да му се плаши, но да упатам порака и до работодавачите. Имаа можност минатата година кога предлагаа, баравме во нивно име, па не напаѓаа поради тоа. Да си подадеме рака да ги зголемат платите на сите работници за најмалку 6.000 денари. Да задолжиме владата од едниот джеб во другиот джеб да ги плаќа придонесите на тие вработени кои ќе добијат за најмалку 6.000 денари зголемени плати. Понудата е уште на маса и им ја кажуваме од улица. Следниот пат нема да доаѓаме со понуда. Следниот пат ќе дојдеме со генерален штрајк кој ќе ги чини нив многу повеќе од нашите работнички плати. Само еден ден затварање на компаниите, затварање на институциите и затварање на државата, државата ќе ја чини многу повеќе од целогодишно зголемување на работничките плати, односно државата ќе ја чини многу повеќе од тоа што може да го направи сега, да прифати, да ги покрие придонесите за задолжително социјално осигурување. Не бараме тие да уплаќаат за газдите како што некој сака да каже. Не бараме тие да ги плаќаат платите на работниците како некој што сака да каже. Работодавачите ќе ги платат платите, но тие да се откажат од делот од колачот затоа што доколку го прифатеа тоа лани, кога работодавачите го бараа од нив заедно со ССМ. Денеска во буџетот на владата ќе имаше најмалку 10 милиони евра на месечно ниво или 120 милиони евра свежи пари на годишно ниво. Некој, заради неговата самобендисаност, го одби тоа. Некој одлучи да ги напаѓа синдикатите. Некој одлучи и денеска да не замолчува. Ако се плашат од еден човек, веројатно се плашат и од 21, веројатно се плашат и од 2000, веројатно се плашат многу повеќе од тие 12.000 кои беа на 12 јануари. Но ние веќе одлучивме. Ќе организираме уште еден голем работнички протест во неработен ден, со организиран превоз за работниците, за да дадеме шанса на секој еден работник да ни се придружи, затоа што ги слушаат политичарите, ги слушаат газдите како изминатите денови зборуваат дека
нема да се договараат со работниците, а работниците сами да се договорат. Во тој случај ќе ги повикаме сите работници на улица, ние работниците да се договориме какви плати ќе имаат функционерите и во која насока ќе им ги развиваме бизнисите во приватниот сектор. Ви благодарам. Почитувани работници, почитувани колеги и колешки, најпрвин да кажеме дека нашите вработени во приватниот сектор денес се на своите работни места, а ние во нивно име сме тука јасно и гласно да ги пренесеме пораките. Но што е првата порака? Следниот пат ќе бидат и они со нас на улица, доколку и понатаму, помеѓу овие две блокади на пратениците и на представниците на власт, не се одважат и не седнеме на маса да договориме подобри услови за работа и подобри плати. 600 евра минимална плата, барањето не е за сите да бидеме на 600 евра минимална плата, туку тоа да биде пресметковна единица по која ќе се множат коефициентите на сите вработени во јавниот сектор. И да заборавиме дека веќе за 400 и 500 евра плата, не само што нема да имаме продуктивни работници, него нема да имаме никакви работници, ниту граѓани во Македонија. Доколку не се одважат и газдите да дел од колачот си го дадат на вработените, кои што им го овозможиле во минатото тој профит, ќе бидеме приморани секојдневно да бидеме на улица со нив, со блокади, со шатори и секој еден ден да ги потсетуваме дека повеќе за тие плати нема да работиме. Напоменувам, потсетувам и за сите што не слушнале до сега, условите за работа и платите во приватниот сектор се повеќе од мизерни, повеќе наликуваат на социјална помош отколку на плата достоинствена за живот. Потсетувам, напоменувам и повторувам, секое седнување на маса со представниците од приватниот сектор што се представуваат како големи газди и работодавачи, не е социјален диалог кој доведува до унапредување на работнички права и плати, туку напротив пробуваат да скратат сето она што синдикатот го обезбедил во минатото. Како единствен репрезентативен синдикат при Сојуз на синдикати на Македонија во приватниот сектор, ги повикуваме господава горе да се одважат, да седнат и еднаш за секогаш договориме фер и достоинствени услови за работа, достоинствени плати, а не да глумат држава во држава и да кажуваат на владата како треба и што треба. Они се тие што треба да си дадат дел од колачот, да одвојат од својот профит, да вложат во вработените. А ако се незадоволни они од државата, нека се приклучат со нас, па борбата да ја водиме против сите оние кои што го доведоа македонскиот работник на ова дереч.